Добро вечер, почитувани. И вечер во Отворено за културата во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Која е нашата вечерашна тема на која што ќе дебатирам јас со моите вечерашни гости? Потребни ли се многу пари за добар фестивал? Прашувам јас, а еве што ќе ни кажат нашите вечерашни гости. Добро вечер, велам за господинот Оливер Арсовски, директорот на Охридско лето. Добро ни дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер за господинот Никола Глигоров, координатор на програма на Скопско лето од 86, ако смеам да споменам која година сте дел од Скопско лето, така што има многу закажувања, така. Добро вечер и до вас, добро ни дојдовте во телевизија Нова и добро вечер за Сони Петровски. Вие сте уметнички раководител на Македонската опера во рамките на Македонската опера и балет, па така и мајските оперски вечери се ваша обврска, нели, меѓу обврските кои што ги имате. Токму така. Добро вечер и од мене. Добро вечер, добро ни дојдовте. Може ли за почеток да ни започнеме со историјата на фестивалите за кои сте дојдени, нели, да ни кажете зборства, туку да почнеме со она што ќе биде програма. Не знам колку вие смеете во рамките на Охридско лето да ни кажете, господине Глигоров, смеете да ни кажете што ќе се случува на годинишното Скопско лето? Па сигурно дека еве јас лично се не би кажал за да Не се. Останеме малку нели да загадочни за публиката, да. Контурите практично на програмата е веќе во многу напредна фаза, содржините се во 99% што се вели определени. Овие денови работиме со оглед на тоа што почнуваме нели веќе на 21. Немаме веќе две недели, три се пред нас. Значи на 21 овој месец почнуваме да потсетам повторно еве на првиот ден на летото, светски ден на музиката. Така. Заради тоа секоја година така е, заради тоа и програмата практично содржините се определени, она што исто така сакам да го кажам, еве со нашиот колега пријател заедно со Македонската опера и оваа година го отвараме Скопското лето со еден убеден сум прекрасен концерт на солистите на оркестарот и потоа ќе следуваат 40 вечери, 40 денови исполнети со околу 60 на програмски термини од сите области на уметноста. Музика ќе има најмногу, најповеќе концерти, ќе има театарски представи, ликовни изложби, мултимедијални. Ќе бидат застапени домашните уметници пред се во рамките на националните и локални културни установи, поединци и секако гости од странство. Супер. Програма за оние повозрастните, програма за децата, за сечи вкус би рекол. Нешто така. Со николку сме задоволни од мајските оперски вечери завршија. За мајски можеме да кажеме програмата. Да, програмата затоа што завршија, така е, да. А и да, 31 мај, исто тоа се закружува секој издание. Да. Нашите впечатоци се дека мајските оперски вечери оваа година поминеа исклучително позитивно, што се гледа низ бројот на посетеноста, бројот на реализирани настани, бројот на продажба на билети, бројот на учесници, на странски гости. Знаете дека имавме оваа година и една нова мини манифестација, тоа се малите мајски оперски вечери, кои што исто така имаа многу позитивен одзив од нашата најмлада публика, така да генералната оценка за мајските е позитивна. Супер. И дали сега почнувате веднаш со новото издание на мајските оперски вечери? Апсолутно. Апсолутно. Да. Со завршување веднаш се почнува со нешто ново, односно нешто ќе се случува на следното издание. Апсолутно. Така? Кој поред ќе биде следната година? 45. 45. Јубилеј. Значи јубилеј, да. Господин Арсовски, за 56-тото издание смееме нешто да знаеме или? Како имења не смеете да. Добро. Ајде како провокација барем да, се нешто. шегувам. Значи, ние имаме обичај до првиот прес, што се уште го немаме направено, а ќе се направи многу брзо од денешниот ден, да не ги објавуваме имињата од програмата. Но можам да најавам дека ќе има 26 или 7 музички перформанси и дека ќе има 9 театарски представи. Ќе имаме неколку изложби и ќе имаме филмски проекции на македонски филмови во Домот на културата тамо. Единствено можам да најавам вака дека ќе има со отварањето ќе биде еден голем спектакл. Ќе учествува Македонската опера и балет, не ви кажам со кого, но тоа е едно од најголемите светски пејачки имиња во моментот. И ќе имаме исто... Со ни знаеме, не сме да ни каже исто така. Да, но исто уште едно светско име ќе имаме од светот на джезот.
Супер, добро. Ке ми кажете во овој разговор секако и што е во делот ОФ програма, сте рекле на првиот прес, кога го објавија вашето име како директор на Охридското лето, или можеме сега да споменеме нешто од тоа? Велите ке има и други културни настани кои што ќе бидат надвор од Знаете како, програмата. јас го превземав Охридско лето 2 месеца пред почетокот на фестивалот, така да во најголем дел ја наследив програмата и воопшто не сакав да импровизирам, бидејќи Охридско лето е најреномираниот фестивал во Македонија и пошироко во регионот. И јас воопшто не сакам и не смеам да си дозволам да импровизирам со програмата на Охридско лето. Новитети кои што ги спомнав и кои што сакам да се случат, генерално ќе се случат од другата година. Од следната година. Така, добро. Сега ќе има малку новитети, но не можам да ги кажам, но нема да бидат многу значајни. А до година мислам да воведам и значајни новитети за програмата. Супер. Добро, одржијата ми била дека ќе ги забораваме рекламите ако почнеме со дебатата вистинска, нели? Може прво реклами, па веднаш одиме со првите прашања за дебата. Може така? Да, ајде одиме со. И сега откако соопштивме дел од програмите, она што смеевме да го кажеме, нели, во првиот дел на отвореното студио на телевизија Нова, одиме со нешто што верувам дека ќе испровоцира поголема дебата овде во студиото на ТВ Нова. Ајде сега можеби нема да биде тоа начинот или историјатот на фестивалите, нешто за провокација за дебата, но потоа одиме. Кога ќе споменеме парите, веројатно ќе ви спровоцирам за дебата. Да, господин Арсовски, знаете ли да ни кажете нешто околу историјатот на фестивалот? Еве јас подготвив дека далечната, односно, нели, ме подготвија колегите кои што пишувале за историјатот, вели 61 година на 4 август среде лето се случи да блесне искрата на светлината по чудесните сводови на преубавата катедрална црква Света Софија. Првиот глас кој што беше чуен таму е тој прв концерт, нели, е заедно со Ана Липшатофовиќ, да го значи почетокот на еден фестивал кој потоа го добива името Охридско лето, кој што потоа со годините, нели, прераснува. Имаме уште нешто за додавка на ова? Знаете како, превезувам еден фестивал кој што навистина има големо реноме. Што се однесува до историјатот на фестивалот, сега можам да ви најавам дека наскоро на Македонската радиотелевизија ќе гледате документарен филм за фестивалот и тоа почнувајќи од Ана Липшатофовиќ, бидејќи јас вака незванично го погледнав филмов, се уште не сме го промовирале, ќе го промовираме наскоро. И тој документарен филм ќе го ослика целиот фестивал, односно целото Охридско лето, како настанал, како се развивал и како е дојдено до ова ниво како што е дојдено. Така да ја би оставил малку околу историјатот на фестивалот, гледачите да го погледнат филмот и ќе им биде многу појасно до што јас да им кажувам разни случаи. Да. Јас можам да кажам дека јас лично како музичар сум присутен на фестивалот. Колку години? Мисля, од 86-та сигурно не ми текнува дали претходно имам настапувано, но од музичкиот камп што се случуваше и секоја година се случува музичка младина. Значи јас од 86-та година скоро секоја година, дали со Македонската опера и балет, дали со Македонската филхармонија или со некои други проекти, континуирано настапувам на овој фестивал и секогаш ми било престиж да настапам и мислам дека како музичар сум имал најголема трема кога сум настапувал на овој фестивал, бидејќи самите гости како публика што доаѓаат се многу профилирана публика и публика која што знае да процени дали сте музички спремни или не сте, или Да. Значи, они, бидејќи многу светски имиња настапувале, не знам кој не настапувал на овој фестивал, така да голема одговорноста кога настапувате на фестивалот. И од оваа дистанца, сега како директор на овој фестивал, што за мене е голема привилегија и голема чест, мислам дека овој фестивал и оваа година нема да разочара со настаните што ќе следат и што ќе ги објавиме наскоро. Кога сме кај одговорноста, се двумевте пред да прифатите директорската функција?
зборувам за одговорност, нели? Дали ќе биде или не? Иако велите, нели, ја превзимате функцијата или дојдовте на местото директор веќе кога беше се, да речам, спакувано? Како мислите спакувано? Па, мислам, во однос на музичка и театарска програма, нели? Во однос на програмата која што ќе биде дел. Јас имам искуство во правењето на програма. Ја бев генерален директор на Македонската опера и балет скоро 4,5 години. И од таа гледна точка немав некој посебен, така условно да кажам, страф. Но имав еден голем респект спрема фестивалот, бидејќи не е иста работата, ако е ова фестивал, и ова институција додуша, но се случува во текот на летото, кое понатаму ќе го поправиме, нема само да се случува во текот на летото, ќе има и други програмски содржини. И мислам дека чувствував голема одговорност. Се мислев малку дали да аплицирам за кандидатурата за директор, да. Но се решив и сега мислам да го водиме фестивалот како што треба и се надевам со искуството што го имам од претходно и како музичар, и како директор на МОБ, која што е голема одговорност исто да се води таа куќа, се надевам дека ќе ги оправдам очекувањата што се одбрани. Да. 80-та, така ми рековте во оној разговор се формираше 80-та започна Скопско лето. Скопско лето, така Едно 86-та некако ја испаѓа судбинска година. Од 86-та јас сум станувам дел на таа екипа која што во тоа време го работеше Скопско лето и Скопско лето пак доаѓа спонтано некако како некаква потреба на градот во тоа време. Кога Оливер го спомна тој филм, веќе ја да се навратам, ние пред некоја година веќе имавме пак со Македонската радио телевизија на документарен филм по повод 30-те години на Скопско лето, каде што и јас имав можност преку искажувањата на луѓе кои што учествувале во инициирањето на манифестацијата, незината организација своевремено, да ги разберам практично тие основни пориви, потреби на градот, на публиката, на уметниците да се започне со една таква манифестација. Таа започнува прво како идеја во тогашна културно-просветна заедница, Туристичкиот сојуз, Домот на младите и уште некои културни институции од Скопје, пред се за заживување, тогаш релативно се уште новиот кеј на реката Вардар со првите фолклорни концерти, потоа концерти на млади рок групи. Во првите години Скопско лето е дисперзирано практично на територијата, на пошироката територија на градот Скопје, но веќе после втората, трета година се чувствува една по-суштинска потреба за постоење на една, би рекол, постигната концепција на манифестацијата, на фестивалот. И од тогаш практично тој ги добива овие првите контури на она што сега и е денес како мултимедијална манифестација, како мултимедијален фестивал. Добива во значење преку учесниците, исто така и тој започна прво со домашните уметници, домашните ансамбли, исто операта, скопските театри пред се вклучуваат после тоа конкретно 80-те години институциите, уметниците од Република Македонија. У тоа време се уште Југославија доаѓаат првите гости од Југославија, но и од странство и веќе таму некаде пред 86-та година Скопско лето добива и меѓународен карактер. Тука веќе е јасно дека манифестацијата практично без оглед да речем кој би ја работил и правил, таа треба да постои, станува неминеност и потреба на Скопје, на граѓаните на Скопје. Пак ќе кажем и на уметниците, затоа што добар дел од програмата работиме со институциите, со уметниците, како резултат на наша целогодишна комуникација со нив, со желбата, љубовта да тие му подарат нешто на својот град, да подарат на културата на Скопје. И така и се развива. Од наша страна се обидуваме сите тие услови да ги создадеме за да се одвива програмата, но истата да ја збогатиме и со нашата меѓународна комуникација. Така да последниве години некако како по правило испаѓа дека една третина практично од програмите се со меѓународно учество, десетина држави, уметници од десетина светски држави секоја година, во најмалку досега веројатно преку 50 држави од целиот свет, од Јапонија до Соединетите Американски држави, што се вели од сите континенти без малку, биле
гости на манифестацијата. Програмата е разновидна затоа што манифестацијата сака да комуницира, веќе претходно спомнав, и со младите, значи имаме програми за деца, но и со оние повозрастните, сака да комуницира Скопско лето и со оние кои што се повеќе културата е сваќа да речеме како забава, но и оние кои што си имаат поистачен вкус, по голем сенс и уво за музика и око за ликовната уметност и така натаму, значи и таа, ајде така да кажем, елитна култура. Така да, а се обидуваме ние цело време да направиме рамнотежа, да не ја претераме на едната или на другата страна, да и сите програмски блокови бидат соодветно застапени, така да успеваме до сега барем, искуството ни го покажува, со оглед на тоа што секој ден сме ние, од кој ќе започнеме инвестацијата во комуникација со публиката, да го делиме тоа заедничко задоволство од досегашно успешните реализации на манифестацијата и се надам дека така ќе продолжи. Да, супер. Ја можам да приметам дека во доста години веќе традиционално го отварате Скопско лето со македонската опера и балет и тоа е така една убава традиција која што ја направивте. И во нашиот концепт стои, а тоа го знаеме, сите тука сме соработуваме веќе со децении наназад. Идејата е некаков приоритет на домашните уметници и домашно отворештво. Кога и секогаш кога се може и колку што се може. Дури кога доаѓа најбанална илустрација од моја страна, значи јас не сум музичар по вокација за разлика од моите колеги. Меѓутоа, кога јас правам првична комуникација со некој музичар од странство, на пример, од областа на класична музика, во најмала рака се обидам да му дадеме некоја информација и да го прашам, добро, тоа е програмата што вие предлагате, но дали имам место, простор, можност, нели во концептот на вашата програма да се најде и некој македонски автор. Значи се обидуваме пред се нашите да бидат основа. И ова што Оливер го забележува е точно така и за нас исто така представува и чест и задоволство да ги имаме македонската опера и балет, македонскиот народен театар, драмскиот театар, ансамблот Танец, македонската филхармонија со нејзе сме отварале исто така на годините наназад. Да се прават посебни представи, ќе се сетиме на оперските представи на Кеот, кој што ги Брецел оперска. Која беше? Сега нема да ни текне наслов. 2006 и 2007. Ама не и за представата. Па не до толку одамна. Многу представи ми поминале на това. Значи цела оперска представа е музичар. Да, мислите дека е музичар, да. Јас сакам за кога после сте биле на Охридско лето, на што се сеќавате од Охридско лето? Што ви оставило впечаток? Прво ми остава впечаток што уште кога започна да работам во дирекцијата за култура и уметност во Скопско лето, комуникацијата што имавме со Охридско лето, уште од тогаш. Пред се таа почит кон фестивалот, како што рече Оливер, согласувам, најстари, најреномиран фестивал кај нас во Македонија, сигурно веројатно и пошироко, за да ние црпиме некакви искуства од таму, иако концепцијата на нашите фестивали е различна. Нашиот е мултимедијален, драго ми е што Охридско лето на овој начин се проширува со ликовната програма, со филмската програма која што спомнува кај нас кафе киното е веќе 20 и кусур години на пример дел, меѓутоа гостите, особено врвните странски имиња, кои што на што сте биле на Охридско лето? Па јас се паметам едно-две отварања на кои што имав шанса да бидам. Одисеја 2000, ако не се лажам, мултимедијалниот проект на Поповски, Неван Поповски, пример ми остави впечаток, концертот Карерас и така. 2001 е тоа, така. Прва изгледаш, така? Кога се отвори амфитеатарот кога го отваравме, така. Точно. Карерас 2005 беше. Карерас е 2005, да. Он нема ми се чини дека би доаѓал повеќе, но во исто време Скопско лето, да. Така е, да. Нема многу. Програмски толку не, но соработката. Знаете, ајде ќе дојдеме и до тој сегмент во разговорот. Своевремено комуникацијата со Охридско лето особено беше интензивна во заедничка реализација на проекти, например. Значи кога греот е да речам така, народски кога некој уметник ќе дојде пред се на Охридско лето, а ако има можност зошто да не дојде во Скопје, значи покрај таа публика која што во Охрид, иако неретко сега на годините можеби помалку, сега сите сме сведоци дека луѓе кои што сака за добар концерт
седнуваат во автомобил и така, одат во Охрид, Да, го да. гледаат и се враќаат така натаму. Но на времето можеби не беше така или не беше тоа толку често и затоа ние имавме можност да во таа соработка Имате добиеме таква соработка, уметники во Скопје, да сега да не лицитирам со имиња и да не се напрегам се, но навистина значени имиња кои што биле со време на Охридско лето доаѓа и во Скопје. Последниве години тоа е малку помалку, малку поретко и потешко заради нашата условно речем неможност, но ете нека остане подоцна тоа да го коментираме зошто и како. Реков парите ќе отвора дискусијата. Ето, кој ќе дојдеме да плачеме за парите, но комуникацијата значи опстојува сите овие децении уште од јас од како ја го знам и лично да го познам од господинот Љубен Батковски па наваму со сите директори на Охридското лето, односно и селекторите кои што во тоа време биле и сегашните селектори двајца, имаме комуникација. Супер комуникација. Сони, кога сте биле или на што се сеќавате? Сега сте биле секако дел од Охридско лето често. Така. Да, секако. Јас претежно и во Охрид сум вака во летниот. И приватно. И приватно. Па на многу настани сум бил. Сега вака да избавам некој посебно. Некој посебно, ајде да слушнеме. Па никој кај што настапил Оливер, јас заборавив да кажам. А Оливер треба сигурно да се сети, Оливер сигурно треба да се сети дека неретко бил учесник, да не речем гостин, учесник и на Скопско лето. На Скопско лето, да. И како уметника и Јас обично Јас тогаш си мислев дека си ти музич. Цело време тебе те гледам. Околу нас стално ние музичарите. Си мислев дека имаш некоја музичка. пуста желба, ама не успева да се настапи. Јас обично сум на оние настани кои што ги третираат македонските автори, македонските изведувачи. Минатата година во соработка со Охридско лето се преку Сојуз на композитори пак направивме одбележување на јубилеот на Властимир Николовски, претходно на Ристо Аврамовски. Претежно сум на тие настани, тие така повеќе и службено така ме довлекуваат до Охрид, иако еве не знам на Джезерот што беше како се малку со имиња вака, бидејќи многу нови имиња ми се мотаат во глава од операва па. Да. Во секој случај сум бил на голем број настани. А Скопско? Скопско малку поретко, бидејќи од Скопје обично бегаме вака на кај Охрид. На кај вашиот крај. Да. Иако овие првите настани туку обично ги фаќаме. Отварањата, да. Првите 10 на дена туку. Ама затоа се гледаме на есенските свечености, редовно соработуваме. И со операта и таму и не само таму, сега не знам со они во друго својство нели како и председател на Сојузот на композиторите на Македонија дава исто така значајна поддршка и на оваа втора манифестација што работиме на есенските музички свечености во ноември месец, која што па исклучено посветена на музиката, на класичната музика. И ова сега ме посети што го спомена дека во соработка со нив исто така и ние инсистираме тогаш во таа програма од 10 на програмски термини задолжително да има некој вечер посветено чисто само на македонски автори, иако и во другиот дел преовладуваат исто така домашните. Ке ни кажете ли нешто за историјата на мајските оперски пак вечери? За жал, јас за историјата за мајски не можам многу да зборувам. Мислам, и сега нели сум јас и помлад, но и не сум бил нешто вклучен во оперскиот свет. Јас сум се нешто повеќе од Оливер, колку што функција само 4 месеци и така повеќе влегувам, но за среќа во таа куќа има луѓе кои што целиот свој работен век го поминале таму. И тие секогаш се консултираме со нив, нели толку ни требаат некакви такви историски податоци. Значи споменавме дека следната година мајски оперски вечери ќе одбележи 45 години, уште позначен јубилеј тоа што од 70 години од практично основањето на македонската опера, па тогаш нели Македонски народен театар, што били и театарот и балетот. Знаеме дека првата опера која што била поставена биле Кавалерија рустикана со палјачи и токму по тој повод еве историски ќе обележиме на следните мајски токму со тие опери ќе ги започнеме мајските оперски вечери. Ја ги обележев на 35-та годишнина со Кавалерија рустикани исто. Ето така. Уште еднаш ќе ги вратам наредната година. Кога ќе речат колегите мои новинари, ќе има богата програма. Тоа што значи, што треба да значи за сите нас како гледачи, нели? Провокација за богата програма или не знам, што е богата програма? Богата програма пред се е
број на настани. Богата програма ние некако на сите новинарите како, нели, нуди богата програма. Да. Богата програма е Тоа се гледа, може да се гледа само во определен контекст. Добро. Дали од годините предходно, дали во контекст на По-богата од останатите годините или фестивали, така, да. добро. Оваа година Мајски направи двојно поголема програма. Значи по бројот на настани. Минатата година кој имаше 6 до 7, оваа година имаше 14-15 настани. Значи тоа може да се каже дека е богата програма. Богата програма од програмски аспект исто така може да значи разновидна програма. Значи програма која што ќе ги задоволи вкусовите на различен вид на публика. Во тој поглед богатата програма која што ние сме направиле се опери за сериозни опери, нели за возрастна публика, детски опери за најмладата публика, гала концерти кои што се така за по-елитна публика да кажеме, настани од типот на концертот како што беше за Viva Vox, некоја помлада публика која што не се редовни посетители на овие вообичаениот репертоар на Кажете ми македонска. сега ви е многу таза. Како беше? Очекувавте ли дека ќе биде таков интересот каков што беше или? Да. Да, тоа беше тоа. Има некаква бројка на тоа колку посетители беа на годинишните Се уште не мајски сме ги оперски добиле вечери, вака статистички. Вака некакви бројки имаме од прилика? Па моја Што беше предпоставка најбарано? Зашто беше барано карта повеќе? дефинитивно Viva Vox. Viva Vox. Viva Vox. Значи тоа малку еве и Оливер знае, можеби е мало отстапување од редовната програмска шема на македонската. Што е убаво. Што е убаво. Можеби бидејќи не сум оптеретен со историјата толку на фестивалот, па си дозволив Да ставите нешто да, и мало проширување така, на рамките на програмата и токму тоа беше Полн погода. настан кој што се бараше карта повеќе. А за Турандот, за Евгениј Онегин, Апсолутно и за нив. Но малку помалку за малку помалку. да, А вие зашто се испотивте условно најмногу? за се, комплет. Мислам, не може да се премиерата мора да се Ќе добре. Апсолутно. Мислам, премиерите За премиера. се најтешки Да, за да, ќе дојдеме до делот на отварањето. Подготвуваат 5-6 месеци вака во континуитет. Да, добро. Богата програма за Скопско лето значи 40 денови, 60 програмски содржини термини, најмалку, па дури и 90 во некои, како велиме, подобри времиња, така? Па имаш. Да, но ако сега малку посериозно сакаме, ја исто така и друг пат кога сме разговарале, значи статистиката, бројките само треба да ни помогнат во Така. оваа дискусија кога разговаруваме во областа на културата, на уметноста, на творештвото. Богата програма, сето она што Сони претходно го кажа и надополнето со благородна публика, задоволна публика, богата во духот, во квалитетот на понудените содржини, богата е и таа програма која што успева да комуницира со публиката. Ние се обидуваме, знаете, јас сега пак ќе кажам, не сум музичар. Значи со музичарите во класиката се довераме, тоа е една, знаеш, напред некоја програма, нека биде малце по-лепршава на Скопско лето. Затоа што на Скопско лето, веројатно, она што во сезона оди, е публиката на тие температури, на некои си отворени простори во Сулијан, во Куршумљан или во Алпашиња, таму, уставно нестандардни простори. Поинако го тоа во спрема, за разлика од кога е сезоната, кога пак на есенските свечености бараме тежок репертоар. Така да, тоа е исто така богатството на програмата. Таа и пак ќе речем комуникација меѓу на некој начин меѓу уметниците, изведувачите и публиката. Така, супер. Добро. Малку е жалосно кога некој така убав настан, еве ние имавме еден случај се гала концертот на контртенорите. Значи тоа се светски имиња од типот на Максима Алценцич. Но во истиот ден се погоди Лига на шампиони, имаше ОФЕС, почна тој ден. Значи малку беше попразна. Вие како уметнички раководител од сега па и спортски да случува. Бидејќи програмата се одгледува 6-7 месеци од да, правилно. Да. Кога се дели публиката вака, кога има богата понуда и тоа е богата понуда, нели? Да. Сега природно настаните малку. Треба да се внимава и на оваа работа. Ја споменате, значи од времето, ама сега се потешко оди Оливер тоа. Еве го иде Европското првенство од 10 почна до 10 јули. Јас во мојата работна програма сакал или не сакал ги ставив сите утакмици од 21 и знам кој кога и што има. Но
Едно време тоа Ги стави у програма на фестивалот? Да. И кидат се и овие Со типови за ливчиња за работа. Добро, новитет, добро. Едно време се обедувавме нели која беше спортска среда. Сега практично спорт има секој ден. Ако некој сака да гледа Сега е секој ден фудбал или спортски кошарка, ќе гледа било каде, било кога. И исто така, за да продолжиме во овој дух, немаме ние проблем, особено кога се овие фудбалските надпревари, па имаме најубавата публика, 90% од публиката се дами, господи, која е исто така благоредна публика и за Никола, слушање. има и друга причина. Значи, сега многу е поразлично него порано. Да. Значи, имаш сателитски телевизии, имаш кабловски Кога сака телевизии, може да гледа. интернет, YouTube, Токму. на телефон може да си проследи концерт човек. Да. Така да многу потешко публиката го ја привлечеш, внесуваме во салоните. Во порано, кога луѓето единствено им остануваше да видат тоа што ние како институции ќе го понудиме на публиката. Тогаш имаше навистина голема гужва и секоја представа беше. Јас се сеќавам, од 87 сум вработен во операта. Порано, значи, ние имавме по околу 3 представи, па некад и четврта за деца, неделно во МОП. Нонстоп беше полно. Така да тоа не може да се случи сега доколку немаш ти нонстоп светски имења, големи луѓе и така дале. Доаѓаме до мигот. Тоа е прашањето. Да. Дали се потребни многу пари за добар фестивал кој ќе почне? Многу пари? Да. Јас тоа овака би го поставил. Ајде. Еве за фестивалот. Ја ќе почнам институционално. Значи, институцијата Охридско лето, која наследив од претходниот директор, госпоѓата Елизабета Николовска, ја остави дирекцијата, односно фестивалот, во една многу добра, да не кажам одлична, финансовско-кадровска позиција, на која што еве јавно и благодарам за тоа. Кога имате една таква позиција, кога почнувате нешто да работите, моето мислење е дека веќе пола, не помалку, пола од работите Е завршено. од работата е завршена, бидејќи имате институција која е во добра кондиција. Имате вработени кои што се, колку што ги запознав овие 2 месеца, кои што се максимално посветени на работата на институцијата и максимално сакаат да учинат секој делче од програмата, секој сегмент да се одработи и максимално се искрени кон работата. Таква една ситуација кога наследувате и на било кој други кои што сакаат да аплицираат за разни институции, да им кажам, одма да бидат многу среќни. Јас сум многу среќен што наследувам таква ситуација. Следно, викате се парите. Следно е волјата за работа да направите нешто убаво. Значи, тоа е моторот кој што се ве поттикнува и да најдете пари. Ако немате волја да направите убав фестивал, убава представа, било што да го презентирате на публиката, тоа ќе се одрази негативно и да имате пари. Третата ситуација. Значи да сакате е второто. Волја да сакате да направите. сакате. Добро. Да сакате убаво нешто. Уметноста е и социјален момент. Луѓето кога доаѓаат на концерти, на представи се дружат исто. На паузи, да се видат, да слушнат убава музика, убава представа. Што се однесува до парите, што се однесува до националните установи. Никола ќе каже како е Охридско за Скопско лето. Почнувајќи јас од 2006 година, кога 4,5 години кога бев директор на МОП, еве сега наследувам, го превземам Охридско лето. Морам да кажам, бидејќи сум го почувствувал тоа порано. Морам да кажам дека од кога Министерството за култура, барем од 2006 година нааваму, максимално ги има зголемено буџетите на националните институции за да може да презентираат убава програма. Тргнувајќи од тој факт, кога имате ви една солидна база од владата, од државата, Министерството за култура, кој максимално ви дава поддршка за една ситуација,
многу полесно ја конципирате Програмата. институцијата или програмата, во овој случај Охридско лето, ја конципирате со квалитетни имиња, со квалитетни представи, квалитетни настани, но тука секогаш морате да се надополните со парите од спонзорите. За среќа, исто сум наследил, дека Охридско лето, како голем и реномиран фестивал, има традиционални спонзори. Ако некој ме гледа од нив, ја морам да им се заблагодарам, што навистина во ова време, на политички премрежја, на разни ситуации кои што се немили во оваа држава за жал, имаме традиционални спонзори и наоѓаме нови кои што сакаат да помогнат една културна програма која што не е од поп културата или од турбо фолк културата. И јас сум навистина среќен поради тој факт. Толку за парите. Толку за парите, добро. Господинот Никола Глигоров ми рече нешто кога јас го прашав во овој разговор во нели? Каде би сакал или на кој фестивал би сакал да наликува Скопско лето, и тој почна да ги набројува нели фестивали во за стратските кои. Да, Единбург и така натаму, веројатно и Ротердам и се. Но ми рече кога сме кај финансиите, вели за почеток би сакал барем да сме Охридско лето. Да. Тоа е за нас. За нас во Скопско лето тоа значи. Затоа што нели нема сега пари да ги броиме овдека, некоректно е, меѓутоа како што е нели познато и како што кажа Оливер. Дирекцијата функционира како институција од областа на културата, односно тоа е здружение, која што покрај се друго има овие три фестивали. Скопско лето, Блуз и Сол фестивалот и есенските музички свечености. Покрај тоа и тековни активности во текот на годината и така натаму и така натаму. Сега, овие наши фестивали, за разлика од ова што Оливер го кажа, се проекти практично. Значи, ние не сме ни национална, ни градска институција од областа на културата и ние сме само еден од големиот број на проекти. Јас имам некој сознание дека, например, во рамките на програмата на Министерството за култура, безмалку околу 200 се поддржани околу 200 фестивали, манифестации од фестивалски тип и така натаму. Што поголеме и што помали. Да, 250 фестивали и фолклорни манифестации и така натаму, сите заедно. Да, зависи по кои критериуми како ги броиме. Но сега да се вратам повторно. Значи, ние сме само проект. Ке се согласам во делот на Министерството за култура, иако своевремено и Министерството за култура и градот Скопје беа на многу повисоко ниво од колку што се сега во овој актуелен миг, особено последните неколку години, но Министерството за култура последниве 2-3 години прави напори колку тоа може. Сумите се стварно символични, но знаете, на крајот и нека не ја цениме номиналната вредност, апсолутната бројка. Односот покажува дека се цени и почитува тоа што ние го правиме. Сега на крајот на криштата, и конечно ќе ја кажаме бројката, со 2 милиони и 500.000 денари, државни пари, тоа вкупно, 2 милиони и 700 се извинувам оваа година, 2 милиони и 700.000 денари, државни пари, ние ја правиме оваа програма за која што претходно зборував, што ќе ја правиме година. 40 денари. Така. Но исто така и оние што не гледаат сега, особено колегиве кои што се тука со мене во студиото, и оние пријатели и колеги кои што не гледаат, со кого работиме Скопско лето, па ќе кажам, тоа се пари кои ги имаме, да не се тие, да не е таа нивна поддршка, разбирање на некој начин, сигурно нема да биде такво Скопско лето. Како пријатели на Скопско лето. Како пријатели, значи самите учесници, самите институции. Од друга страна, ако можам да кажам некој министерство, градот Скопје некако стагнира последниве години. И не е секогаш на крајот на криштата и во самите пари што ќе бидат дадени. Добро. Особено на ниво на градот е неопходно потребна поголема поддршка во логистичката поддршка на самата манифестација, да таа почувствува, и да градот го почувствува тоа и да Скопско лето почувствува дека тоа е манифестација на градот.
Тука постојат уште некои простори кои што можеме заедно со службите во градот да ги освоиме во таа насока, да го поддржиме. Повеќе простори каде што би можеле да ги... Не како физички простор во логистичката поддршка на манифестациите. Јасно е дека и во рамките на градот има своји 8 културни институции, Министерството на не знам колку се оние национални генерално што ги финансира. Градот има 8 културни институции кои што треба да ги финансира и тоа е сосема разбирливо. Скопско лето, есенски свечености и блуз и со фестивалот се дел од оние проекти кои што ги аплицираат како и голем број други. И благодарност исто така до градот за сета таа поддршка во изминативе години и сега е актуелната. Но велам дека заедно можеме, треба да повеќе работиме на изнаоѓање на тие такви решенија. Не само ние самите, значи да останеме во дирекцијата за култура и уметност и не само со уметниците и авторите и творците кои што помагаат, не само со странските амбасади и културните представништва на странските земји во нашата земја кои што неретко и многу често практично тие гости од странство ни ги овозможуваат затоа што колегите знаат, они пак тоа директно го прават и да речеме и го плаќаат. Значи ние немаме можност, еве сега доаѓам до оној момент. Ние немаме за жал можност толку често и толку многу програми да разменуваме овој пат овие години со Охридско лето, затоа што и најминималните хонорари се за нас веќе доста висока ставка. И ние се обидуваме постојано, не знам зашто како, но ни бегаат спонзорите. Дали е сега тоа некаква инерција и навика, имаше поголем број на спонзори и ние го чувствуваме тоа опаѓање, таа ситуација што беше спомната, нели, некаква можеби несигурност кај нив, кај компаниите, кај фирмите, или едноставно некои од нив се откажуваат или го смалуваат своето учество во финансирањето на нашите фестивали. Можеби треба, сега јас повторно се подпирам на државните пари, особено на државните кога зборам оние народни пари и од градот Скопје и од Министерството за култура, затоа што пак освен Блуз и Сол фестивалот, есенските свечености, особено Скопското лето, па се профилирани така во односот кон публиката, да бидат што подостапни кон публиката и сведоци сте и вие сигурно и јавноста и оние од гледачите кои што не следат и знаат дека во 99% Скопско лето е бесплатно условно, односно е достапно до секој еден кој што сака има желба да биде дел слободен влез, што би рекле. Така. Затоа пак е потребна поголема алиментација од друга страна да се покријат тие трошоци, да се обезбедат оптимални услови. Сега уметникот со сета своја љубов, ентузијазам како и нас ќе се вложи да го направи проектот. Но сепак треба да има едно минимално почитување во обезбедувањето барем на условите, а да не зборуваме и околу вреднувањето на нивното учество. Добро, од Министерството, јас колку што знам, оваа сума се ти што ја кажа, 2.700? 1.200.000 се од Министерството. Па ти дека кажа 2.700.000. И 1.500.000 од градот Скопје. Да, колку што ги знам работите, вие сте поддржани со најголема сума што се однесува надвор од националните институции. Колку што мене ми е познато, да? Како Скопско. Не сум. Не баш. Не сум, да, не сум, не многу така. пари или со ни требаат за или еден од неколку. Ја би сакал да сме така. барем да сме неколку те кажам. Значи парите не ги гледам барем јас лично, уште еднаш во оваа ситуација многу јасно, не можам да ги гледам така како сами по себе, него ги гледам како односи. Тоа е она што треба исто така и во Министерството града се кога се финансира. Знаете, постои сега една веројатно некаква кај нас во овој дел. Пак ја замолам овие национални институции како Стручките вечери, како Охридско лето, мајските и други кои што се државни, национални, етаблирани и така натаму. Во желбата нели да се стимулира што повеќе творештво, да се афирмира и така натаму, Министерството има таа голема бројка само на фестивали. Така. За жал не е сега егоистички да го гледам јас само својот интерес. Меѓутоа веројатно и во тие рамки треба да се води сметка. Јас ова покачување евентуално мало што го имаме на средства од 100.000 во однос на ланската година од страна на Министерството за култура, повеќе ми значи како однос. Значи таму некој оценил и проценат дека вие нешто сте правеле, добро е, продолжите понатаму, еве имате поддршка од нас. Тоа дека нешто конкретно многу значи
Исто така и самите колегите знаат дека од тие пари 30% практично се враќаат. Данокот на додадена вредност. Значи ние кој ќе платиме хотелско сместување за гостите било кој што не е вработен во нашата фирма, му плаќаме 10% персонален данок. Значи тие пари ги враќаме во државата, односно парите од спонзори што ќе ги донесеме и од парите од спонзори преку даноците враќаме на држава и така натака. Значи треба да се направи можеби проценка на тоа кој повеќе заслужува од овие помалите фестивали, да речеме така, како што ве разбирам. Сега убава е желбата да се подржи сено. Да. Се разводнува работата. Сони? Имате вие некако многу пари и да и не. И да и не. Добро. Како што велат, не, дали се потребни многу пари, беше како што велат, со помалку пари можете да бидете покреативен. Добро. Ние секогаш веројатно со помалку пари сме покреативни. Со повеќе пари уште повеќе. Ако зборуваме за генерално вака за општо без разлика на спецификите на различни фестивали, но ако зборуваме за конкретно за операта, за операта потребни се многу пари. Бидејќи таа по својата природа таа е најсложената уметничка форма. Бара најголем изведувачки апарат, долги подготовки, изработка на сценографија, костимографија, така да тоа е една голема машинерија. Националните установи се малку во поповолна ситуација од сите здруженја кои што организираат, бидејќи ние имаме своја логистика, имаме свои вработени уметнички екипи, уметници, имаме своја сала, тие на пример секогаш треба да изнајмуваат сали, да обезбедат заплати. Платите не се. Но она што е најскапо во оперскиот свет се практично гостите, уметници. Хонорарите во Европа и во светот се навистина големи. Тие се движат од минимум 3000 евра па се до, не знам, до 100.000 евра. Во Европа данокот е многу голем. Речи околу 50-55% е, значи кога ќе кажете хонорарот до 80.000 евра некој уметник дека зема, значи рачунајте дека 40.000 евра ќе ги плати на државата. И сега ако ни побара нам толку пари, тоа за нас е астрономска цифра. Не можеме со такви цифри да ги замислиме, а не пак да ги платиме. Мајски опрески вечер има нешто повеќе од овој од нивниот буџет, нели со оглед на тоа дека имаме ансамбли, претежно средствата одат во подготовка на премиерни представи, но ако видите уште една полна ситуација во која што се наоѓа операта е тоа што голем дел, извесен дел од средствата кои што се инвестираат во фестивалот може да се повратат, особено долгорочно. Значи премиерата се прави еднаш, а таа останува, се изведува повеќе години. И секоја представа нели враќа дел од вложените средства. Ова особено се однесува на представите за деца кои што многу поактивно може да се изведуваат, особено ако сте добро организирани со тоа, тие се најисплатливи. Гостите еднократно доаѓаат, ќе плаќаат, земат парите и толку. Да. Затоа е добро да се инвестира од домашни уметници на представи кои што ќе бидат рентабилни на подолг временски период. Ама тие ќе привлечат ли публика? Кој тоа сме? Тоа е нешто што треба да имате чувство. Добро. Да направите представа која што ќе биде добра и за такви публиката. представи има. Мислам, доволно да се погледнат статистиките, кои представи во светот се продаваат најмногу од типот, не знам, Травијата, Кармен, Боеми и такви неколку наслови. Кога да објавите, не знам, има Травијата, секоја салата е полна. Кога да објавите Лебедово езеро, салата е секогаш полна. Значи, ние речиси 20 до 30% враќаме од продажба на билети, што е незамисливо за една организација ваква, дружение. 20 до 30% ги добиваме од спонзори. Значи, 50% од буџетот се покрива. Останатиот дел са културата кошта, таа мора да се плати тоа. Тоа е секаде во светот. Добро. Ги заборавив рекламите. Мора време за нив, Пари, тоа се пари. Да. Продолжува дебатата и тоа е добро, и додека одат рекламите, да. Го споминавме стресот или ја споминавме премиерата, почетокот на секој од фестивалите. Тоа е веројатно она кое што најмногу не поти или ве поти сите вас.
како е да се биде во ваша кожа, веројатно никој нема да посака таа вечер кога треба да се случи, не знам, 12 јули. Се уште не ви се случило такво нешто како 12 јули Охридско лето, ова не сам како директор на фестивал зборувам. Не ми се случило, посебно... Ви се случиле други, нели, отварање на фестивали. МОП, меѓутоа било во затворен простор. Сега е главната ситуација дали ќе врне таа вечер или нема да врне. Тоа па баш као што се однесува и до ваквите на отворена фестивали. Јас, бидејќи ние соработуваме почетокот отварањето на Охридско лето, ја немам стрес околу отварањето што се однесува до уметничката програма, бидејќи соработувам со Македонската опера и балет, кој што е професионален ансамбл, и никогаш, ама баш никогаш не се случило тука нешто да има некаков проблем во изведувањето на програмата. Они се максимално посветени на својата работа. И гостите, односно солистите, уметниците што ги викаме, исто 95% ми се чини, викаме проверени луѓе. Но најавувате спектакл. Бев една година на отварање, работев, не е важно сега, нели, но работев за и околу Охридско лето, во тој дел музичкиот и отварањето како спектакл беше навистина спектакуларно, да не речам и пред тоа. Значи, не знам, вака, така, што осветлување, озвучување, се да биде во најдобар ред, вака ли да биде местење на сите оние кои што доаѓаат како уметници, нели, тоа се секогаш гости од странство кои што си бараат. Големите уметници, ама и сите уметници имаат бараат некакви услови. Добро. Минимум услови, кои што во наши услови испаѓаат максимум услови. Но ние тие ситуации на хартија ги имаме предходно и ние се спремаме за тоа. Јас воопшто не се секирам, соработуваме со многу професионалци овдека, им ги даваме сите тие рајдер листи. Што се тие бараат? Се тие што бараат. И јас сум тип на човек кој што прашувам само дали можеш да испочитуваш или не можеш. Ако не можеш, не соработувам, ако можеш, соработуваме. И не доколку се сложат да соработуваат, јас не правам одстапка ни од 1%. Значи, но соработувам со проверени луѓе. Така да, осем за времето како ќе биде, јас немам голем стрес околу таа позиција, околу отварањето, бидејќи за овие 2 месеца видов јас во институцијата, вработените ги погледнав и видов едни големи професионалци, кои што знаат што работат, кои што мене во овој случај како нов член таму многу ми помагаат, ги осознавам работите, ми ги кажуваат позициите каде може да има проблем, ги решаваме. И благодарение на нив се спремаме за таа секогаш спектакуларна вечер на отварање на Охридско лето. Арсовски смеме да знаеме од која држава барам доаѓаат оние кои што не изненада до 12 јули како сум запнала. Признај од Европа. Од која европска држава од Европа ви благодарам. Made in Europe. И навистина не традиција е после само се обидов. Да, до првиот прес да имаме ексклузива на прес. Да, добро. И малку порано ме повикавте него што ќе се случи пресконференцијата. Програмата ни е скроз готова, значи 100% е готова програмата. Сега следи најавата до вас медиумите да присуствувате и ќе ни биде драго исто вие како една нова телевизија во етерот, која што веќе имам договори со вашите претпоставени, максимално да ви испочитуваме, да бидете присутни во целиот фестивал, на сите вечери кои што вие сметате дека ќе бидат интересни за вашата програма. Ние ќе ви понудиме све што сакате да видите, а вие ќе ни кажете за што се интересирате. Супер. И така да се надевам дека ќе имаме една добра соработка со вашата... Значи стрес нема како директор? Јас имам стрес позитивен, негативен немам, бидејќи имав многу стресови додека бев генерален директор на МОП. Како се седи со ни видата, дека е уметнички раководител затоа. Со ни не е генералниот директор. Да, како директор е друго. Да, он е, видете, он исто точно знае што прави. Ако не е од операта, не бил член на операта, но он е музичар и цел живот е врзан дали кон операта, дали кон филхармонијата и комуницира цел негов професионален живот со тие две институции. Единствено кога дошол тамо, претпоставам на работа,
само се соочил со новитет, односно технологијата на работа во самата институција. Инаку точно знае што прави околу уметничката програма и се случуваат немили настани, во смисла да откаже некој или не знам што, но тоа повеќе е виша сила, а не од инат кон некого или нешто. Дали се разболел или тогаш е стрес, треба брзо да најдете замена. Имавте посредна состојба кога бевте директор на Македонската опера? Видите, значи целогодишна е таа работа, континуиран е стрес. Така. Имам стресов дека нормално, викам дека е позитивен стрес, се ќе го повторам, се ги барате со работниците или се подпираш со работниците кои што имаат големо искуство. Да, и со работниците кои што треба да обезбедат на листа на барања на гостите. Точно. И ја веќе сум во фаза на подпишување на договорите, така да полесно е. Тој стрес е дел од стресот е надминат. И се надевам дека ќе немам голем стрес во текот на фестивалот, бидејќи со искуството што го имам, многу работи можам и да ги пресретнам, да по интуиција да видам каде може да испадне проблемот, што не мора да значи, може да ви изненади секогаш нешто. Уметниците се, посебно големите уметнички имиња, се една за нас нормалните поднаводници луѓе, една чудна категорија на луѓе што знаат во последен момент да променат некакви ситуации. Да побараат нешто друго. Да побараат, но сум се соочил и со тоа во животот, така да прилично сум сигурен. Ја имам голема доверба во вработените во Охридско. Во тимот. Добро, ајде да Претходната директорка има многу добар тим направено на луѓе. И тоа функционира. И функционира тимот и ние веќе разговараме за многу работи кои што они мислат дека ќе се сретнам јас како раководно лице и они како луѓе кои што се на терен. За време на фестивалот сосем директорот се сите на терен цело време, за да не се случи некаков проблем или куршус, Но тоа се решава доста често во од и искуството го решава. И секогаш се повикуваат и тие на претходните исто луѓе кои што биле дел од фестивалот, што кажуваат, се консултираме нонстоп со и нормално тука е Министерството за култура кој што во секој момент реагира за било каков проблем. Не мора само да е финансиски, знаете. И они ни се голема поддршка во целата ситуација, морам да признам. Со ни стрес? Да, мислам стрес. Не, вака супер, ама ве фали цело време за тоа. Човеков не изгледа многу стресен, вака кој ќе го гледат. Мислам, човек ако не ужива во работата, ако не е задоволен, тоа не треба да го работи тоа. Добро. Така да и само тој аспект треба да гледате да кажам што видов додека се стрес. подготвуваше Турандот, дали смеам да кажам? Апсолутно. Да. Значи имаше режисер кој што е вонсериски, така. Но и вонсериски е додека се подготвува сето тоа. Значи вонсериски значи гледачите си знаат што значи, нели нека си ова. Како се справивте со неговите, не знам, неколку минути до вас? Што се му треба или не е задоволен или не знам што беше работата. Значи како тоа е стрес кој што не можеш да го, нели, мислам, тоа е ситуација која што не можеш да. Зависи како ќе го сватите. Јас бев стресен од што го гледав. А не да бев, ја другаче ќе реагирав. Но видете, човекот само бараше некои нормални работи. Не, сериозно, уметници се, нели, кога сме во уметничкиот свет, тоа е тоа, така? Да. И што му велите тогаш? Во ред, господине, се што сметаме дека е нормално, дека треба да го добие во функција на подобрување на што можете како куќа да го понудите. Апсолутно. Да, но има некои работи кои што не можеме како куќа. Значи, човекот сакаше секој вторден крвна слика. Ќе му обезбедиме, не е тоа нешто проблем. Човек во години, но еве се случи, не ми се допаѓа овој пејач, сакам друг пејач. И тоа е стресна. На вистина тоа се Апсолутно, не за еден, за двајца пејачи. И тоа се случи. Режисерот има право тоа да го каже. Како режисерот за глумците што Значи тоа е повеќе стрес за екипата која што работи, повеќе колку за мене. Да. Стресно кај нас може да биде, откажал представа, мислам човечкиот глас е сега најчувствителен, може се случи на ден на представа да не може да пее. И треба да бидете спремен за тоа. Имате алтернатива една и да најдете пеач по секој време. Кој што може да направи да биде замена. Да, апсолутно. Тоа ни се случило вака, но си знаеме, секогаш имаме втор каст, понекогаш и трет каст. Имате и трет, и Б и С варианти. Подготвени сме. Ако се случи такива работи. Не дај Боже се вика тоа. Публиката мора да дојде на представа, да има представа. Мора да тече. Да. Како се соочуваме или 86-та веќе сте навикнати?
Освен дека што Оливер може... кажа за екипата и нашата екипа. Јас сум, ајде, иако сум релативно возрастен, ама посташ од позади вторта. Дозволи да си мислам уште малку. Значи, екипа која што повеќе од 3 децени заедно работи, не само Скопско лето, еве и овие сите фестивали што ги спомнав, сите активности. Да, тоа многу помага. Искуството исто така. Со време сите тие стресови кои што навистина сме ги имале некогаш, акумулирале некакво искуство кај нас да ги предвидуваме и планираме да ги предвидуваме активностите. Во добар дел, конкретно Скопско лето, се реализира на отворени простори. Да. Особено последниве години е нестабилно време. Можеме цела студија ние од Скопско лето да речем да правиме околу временските прилики во јуни и јули во Скопје. Ќе ве повикам за консултација. Вие повеќе гледате во небо од нас. Секојдневно, значи јас лично секојдневно отварам по 3, 4, 5 веб страници со временските прогнози кога пре. За да видите дали се... Најдобро е на аеродром да прашате. И аеродром. Да. И точно така. И се обидуваме да имаме алтернативни простори, нели, за особено за некои работи. Сепак потењето е најголемо пред самото отворање на било која, па и на наша манифестација. Еве, отварањето на годинашно лето треба да биде на плоштадот Мајка Тереза, но ние имаме и резервен простор за не дај Боже ако времето се расипе, нели? Затоа што веројатно во Македонскиот народен театар, нели, еве тука уште еднаш момент илустрација и потврда на што претходно го зборував, пошироката соработка со уметниците, институциите и така натаму, на што го искоментираме пред некои моменти со Оливер заедно, дека сваќаме дека сами не можеме се. Неопходна е поголеми помош. Што отворите? Така да се обидуваме да ги тие моменти предвидиме и на време да ги превенираме. Да ги надминат, да. ако е Ама можно. Така. Исто така има ситуации кога уметникот знае точно да побара нешто и во последен момент. Исто така има ситуација кога тој ќе го промаши авионот, конкретно зборам за ситуација за овој италијански музичар за Blues и Soul фестивалот, кој го промашува утринскиот лет од Љубљана, а треба вечер да свири затоа што не сака да дојде ден претходно и така натаму, па ние до последен момент стрепиме како да го префрлиме во Виена, па од таму да дојде со авио Импекс на времето со авион, па таму нема место. Тука повторно излегуваат луѓе кои што имаат разбирање за целата ситуација, луѓето од Авио Импекс, со нивниот агент го решава ситуацијата, малте не овој да стигне, не знам, час или два пред самиот концерт. Тоа се Качите до Ентерпрайз ќе го телепортирате во тука. Друго, нели, публиката мора да има концерт. Проблемот е што во оваа ситуација не можеш да имаш и Б варијанти, и друг најавен е тој, не може да има. Знаете како, исто уметниците кога доаѓаат во Македонија, значи ние и разговараме претходно со нив и секако некои барања што ги имаат за во Лондон, Париз, Виена или не знам во некои големи центри, кажувате дека тоа не е можно. Разговараме со барањата што ги имаат и они се сложуваат. Викаат добро, окей, на крај се сведуваме на некои базични човечки ситуации кај што можеме да помогнеме. Да се договориме. Да, кај што можеме да се договориме. За нивните екстра, така наречени барања. Понекогаш гледаш колку и они се обични луѓе, мислам. Моето мислење спрема едно искуство што имам, што се поголеми уметници, пообични луѓе се. Вака во комуникација, поедноставна комуникацијата и договарањето, да, и договарањето, да. Тоа сум го почувствувал. Кажете ми како беше на Макфест? Во Мигов се случува Макфест, имам јас една ретроспектива подготвена. Макфест беше едно искуство многу убаво за мене. Еве да, доколку не знаат гледачите, јас исто бевте уметнички директор. Бев уметнички директор на Макфест, директор беше Дарко Мијалковски. Да, уметнички и реков. Да, не слушнав убаво. И тоа беше 2014-2015 година. Вечерва е финалето на овогодишното Макфест. Ја ги поздравувам сите кои што не гледаат, може снимкава ќе ја гледаат, бидејќи го гледаат Макфест. Пошто имав многу работа, нешто успеав да видам, да зирнам првата вечер на Макфест и ми се допадна тоа што го видов. Ја им посакувам голем успех. За мене беше убаво искуство, релаксирачко искуство, стресно
доста стресно, бидејќи сум немал прилика да менаџирам естрадни уметници. Сум свирал со нив, сум настапувал, но да ги менаџирам не. Има некои барања кои што, мислам барања, услови вакви и онакви кои што не се својствени за во тој свет каде што ја работам, во сериозната музика, во джез музиката. Но јас, кога не можев да се справам со некои работи, ја им кажував не може, точка, идеме понатаму. Или влагаш, или излагаш. Толку. Толку беше муабетот, кога не можеш веќе што понатаму. Може ли ретроспективата да погледнеме за Макфест на колишката Габриела Дудов? Да? Добро. Одиме со ретроспектива. На само неколку часа од почетокот на овогодинешното издание на еден од најреномираните македонски фестивали, кој е главен синоним за градот Подисар од Штип, ретроспективно ќе се свртиме кон Макфест, како фестивал на кој се создадоа голем број на македонски евергрини. Фестивалот кој за прв пат се одржа во далечната 1986 година и традиционално се до 2013 година. Секој втор викенд од октомври беше резервиран за забавната музика. Музичката статистика вели дека на Макфест се продуцирани повеќе од 1000 композиции, а најголем број од нив оставија белег во македонската музичка ризница. Многу македонски уметници своите почетоци во музичката кариера ги имале токму на макфестовската сцена, во Домот на култура Ацо Шопов во Штип. Линда, многу ретко губи. На Линда никој не и кажал не. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. И ти си раздела мама. Додека фестивалот се одржуваше во рамките на поранешна Југославија, имаше интернационален карактер, со гости од странство, и тоа не било кој, туку еминентни музички имиња. Твојот поред со секој стих ти создава свет од златни сни, неброени зошто ми ги зема. Летај ми, летај гулаве, високо меѓу звездите. По осамостојувањето стана бренд на модерната македонска музика, а низ годините Макфест стана член на Меѓународната федерација на фестивалски организации со седиште во Лос Анџелес. Во истата оваа организација членуваат 1600 фестивали од 102 земји од светот. Два пати има добиено признание од ФИДОВ, а во 1997 година е прогласен за фестивал на годината. Вечерите резервирани за дебитантите на овој фестивал биле одлична можност за нови музички имиња. Валерија, да си барем малку слободна, да седнеме. Нешто ми е тажно без тебе. Време ќе помине, време за плачење. Во минатото, Макфест со тоа што ги отвораше вратите за странски изведувачи, го градеше и статусот на најреномиран фестивал. На истата таа сцена настапиле имиња како Кемал Монтено, Хелена Благне, Крунислав Кичо Слабинац, Мики Евремовиќ. Па дури и првата победа во далечната 1986 година заминала во рацете на Благне и евергринот Кога те нема. Веќе следната година победа за младиот штипјанец Трајче Манев и Осамен.
Хитовите се редеа, новите музички имиња на естрадата полека но сигурно чекореа на макфестовската сцена. Со победата на групата Магија во 1998 година и музичкиот стил на песните доби нов призвук, нешто помодерно и поблиску до младите. Низ годините се менуваа и некои организацијски структури. Се промени и датумот кој беше карактеристичен за овој фестивал. Во 2014 година се одлучи реномираниот фестивал на забавни мелодии да се одржи првиот викенд во јуни. Имаше промени во паричните награди кои се зголемија, како и правилата за бирање победник. Под заборавеното правило, победникот да се одбере од полуфиналните и финалната вечер, од 2014 година се врати старата фестивалска шема, со 2 полуфинални и 1 финална вечер. Промените пак оваа година се драстични. Фестивалот се враќа во руво по кое е препознатливо. Го враќа статусот на интернационален фестивал со учество на 7 странски изведувачи од Норвешка, Ирска, Германија, Словенија, Австрија, Шведска и Србија. Како и специјалната гостинка, првата победничка на Макфест, Хелена Благне. Во однос на наградите, новитет се признанието именувано во чест на Драган Карамфиловски Бојс, најслушана песна помеѓу двата фестивали и признание за најдобар дебитант во чест на Душан Љубосављевиќ од дуото Дуле и Коки. Во однос на гласањето, освен телефонските јавувања, ќе гласа и 5-члено жири, како и изведувачите помеѓу себе. Ова одлично звучи, а се надеваме и дека така ќе изгледа на сцената, со оглед на тоа што оваа година е од интернационален карактер. И секако, новите модерни песни ќе се запишат во новата музичка историја на Макфест, со тенденција да станат евергрини за идните генерации. При крајот сме на уште едно отворено студио на телевизија Нова, тема од културата. Потребни ли се многу пари за добар фестивал? Гостите рекоа и да и не, така, има повеќе сегменти, така е, да. Ако сумираме, така е. Господинот Глигоров, мислам дека би сакал да види Министерството за култура и градот Скопје, да видат што се случува на Скопско лето, па да добијат малку повеќе пари, така. Но, за крај, имаме уште некои 5 минути. Достигува од вас едно прашање. Кога би имале можност да имате доволно пари, да речеме дека може така да се распустилете, како рековте, со многу пари, најдобар фестивал се прави. За каков фестивал сонувате? Какво Охридско лето? Да, еве, кругот, го заокружувам. Значи, јас би направил Охридско лето кое што ќе биде многу пошироко отворено за односно за пошироката публика, што би значило... Значи во концептот зборуваме? Во концептот би променил. Би останал секако класичниот дел на фестивалот. Значи Света Софија, се она што се случува таму? Света Софија, тој дел би го подобрил со поголеми, не само музички имиња, поголеми проекти. Значи како продукции. Бидејќи продукциите носат со себе голем број на луѓе во една продукција. И сето тоа ние, по светот има многу убави продукции. И сега една таква продукција да донесеш, можеш евентуално во овој случај да си дозволиш затварање само. Бидејќи тоа се понекогаш и по 50-60 луѓе. Мислете, авиони, сместување, хонорари. Тоа би го зголемил како квалитет на понудата. Би зголемил драстично во оф вечерите или дневните шеми, така наречени програми, што би се случувале на многу разни места, можеби и во исто време, по градот, по плажите, по други културни историски ситуации кои што ги има Охрид во изобилие.
би правил дел од концертите од Охридско лето во друг град во Македонија, би дисперзирал, би го направил во Скопје, би му донел во на Скопско лето, например. Или, но мене секако планот ми е и значените датуми што ги има градот Охрид из целата година, Охридско лето да ги покрие со некој свој проект. Тоа би внесол како новитет и би внесол како новитет малку, не многу, малку повеќе музика од џез културата. Тоа ми е така како идеја, што би сакал да ја спроведам. И секако Велите за големите празници, како верски празници, како... Но морам да напоменам нешто, тој со Сон имаме направено муавет. Јас сакам да го зголемам бројот на македонските изведувачи што настапуваат на Охридско лето. Бидејќи доколку имаат во своето CV дека настапиле на Охридско лето, имаме ние квалитетни овде музичари, нив им е отворена вратата на многу повеќе фестивали низ Европа, бидејќи Охридско лето котира високо на европската фестивалска музичка сцена. Така да тоа сигурно ќе го направам. Ќе го зголемам обемот на македонските музичари во учеството на Охридско лето. Добро. Ете, слушнавме што ќе направите вие доколку би или за каков фестивал сонувате? Па концепцијски не би го менувал сигурно. Јас лично, затоа што оваа концепција мислам дека дава доволно ширина, функционира, дава ширина за богатство на програмата во изразните форми. Секако најпрво би било во создавање на уште подобри технички, да речем, услови. Оние сцени 15-тина кои што низ градов ги користиме отворени од кеот, преку плоштадите до старата чаршија, сепак да обезбедат што подобри услови за реализација на програмските содржини. Покрај домашните уметници можност повеќе за онаа соработка кој што зборувавме овие Оливер што кажува да навистина реално и од оние поголеми светски имиња да и Скопје на својот фестивал да ги добие, би ја вратил продукцијата на Скопско лето. Своевремено Скопско лето ќе посебно тие што има до пред 5-6 години наназад, скоро редовно секоја година имаше најмалку по една сопствена театарска продукција на Светулки во ноќта, ќе посебно Текнот звезда на кореодрами, балети, музички проекти кои што беа продукција на Скопско лето и понатаму продолжуваат да живеат и во текот на годината. И таа комуникација исто така поинтензивна и со надвор од нашата земја. Значи, ние како фестивал примаме голем број на уметници, но не сме во позиција, не сме во можност да одговориме на нивната подготвеност за реципрочна соработка. Не сме во позиција заради тоа што ги немаме парите со кои што по истиот критериум како што тие го носат уметникот кај нас и ние да возможиме наши уметници да бидат гости таму. Ете така минутата за Сони. На кратко. На куса. За каков фестивал сонувате? Сонувате за некаков, не знам, кој би го донела, се разбили са бајли и викаш, ги имам сите пари на овој свет. Малко е сон тоа се. Средствата да се трошат домакински и да излечете колку што можете повеќе. Мислам дека сега како дирекција немаме нешто амбиции да носиме светски звезди, како што сва среќа ги има Охридско лето, кој што ги носи кариерат, па тие својот буџет го трошат за тоа, ние можеме да идеме на поквалитетна понуда. Мајски обрски вечери сепак се, мислам, не случајно се во мај, бидејќи на крај на концертната сезона, луѓе во која малку се издишуваат од работа, тогаш треба се стави фокус на меѓународната оваква сцена, да се донесат квалитетни пејачи, да се направи убава програма, разновидна. Тоа е најбитно. Добро. Да се даде соодветна понуда на публиката. Добро. Ви благодарам за искреноста да одговорите. Да, следниот пат кога ќе ве повикам на дебата, ќе повикам и некој што е многу контра вака, пошто не многу соработки ова и она, па немавме многу дебата, ама кажавме што имавме да кажеме, така нели? Да, кажавме што имаме, би сакале да има. А зошто мора и дебатата да значи спротивставени мислења? Се шегувам, само се шегувам, да. Добро е да немаме спротивставени мислења барем во некоја тема, така да. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам супер да излезе следното издание на Охридско лето на 12 јули започнувате. Вие започнувате на светскиот ден на музиката и првиот ден на летото.
Така е. 21 јуни. 21 јуни. Да. Ви посакувам убаво скопско лето. Убави сти како ќе бидат мајските оперски вечери, имате цела година. Пардон. Нам секој месец ние Мајски така фестивалски. Има еднаш мајски, имавме во ноември. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам и почитувани вам што и вечерва бевте заедно со уште едно отворено студио на телевизија Нова. Довидување до следната сабота.